Последниот дел на Македонија наутро по 9 часа целосно го посветуваме на тема култура и промоција на културни настани кои што ќе го окупираат главниот град, а на вистина ги има доста. Од 23 до 25 јуни Скопје, поточно Јадран сквер, ќе биде домаќин на 6-то издание на Статуа Фест. Годинава под мотото Танго на улица, како и секоја претходна година, концептуално ќе раскаже нови приказни. Што ни подготви тимот на Театроск за најновото издание на оваа веќе препознатлива културна манифестација за главниот град, утринава ќе се информираме од Милена Цветановска, организатор на Статуа Фест, и Енџи Николовска, артист, учесник на Статуа Фест. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Уметноста на живите статуи денес е задолжителен дел на урбаната уметност и речиси да не постои светска метропола или голема урбана средина, која што впрочем нема еден фестивал или постојани настапи на артистите живи статуи. Каде ги детектираме почетоците воопшто на фестивалите на артисти на живи статуи? Па фестивалите на живи статуи ги има секаде во светот. Меѓу најстарите фестивали се оние во Италија, понатака и во Хрватска, во Загреб, значи ги има насекаде во суштина. Конкретно не може да се каже кој е првиот фестивал на улична уметност, меѓутоа ова е една од најстарите уметности и датира од комедија дел'арте стилот. Бидејќи сама по себе е многу специфична и уникатна, решивме и ние како театрос да ја донесеме овде во нашата земја, конкретно кога станува збор за пантомимата и за живите статуи. Милена, по примерот на светските метрополи, Скопје доби Статуа Фест. Како се роди идејата за креирање на еден ваков фестивал на уличната уметност токму кај нас? Имајќи предвид дека сме здружение кое веќе 10 години активно со пантомимата и со живите статуи, имаме настапувано на најразлични фестивали ширум Европа. Така што откако ние самите собравме доволно искуство, а во меѓувреме се стекнавме и со светска титула, решивме дека е време се она што сме го научили и сме го искусиле да го прикажеме и во нашиот град. Бидејќи, како што и напоменавте, нели, секоја метропола има вакви видови на фестивали, па сметавме дека и Скопје заслужува вакво нешто. Од 2017 година ја добивме идејата за ваков фестивал и понатака ја реализиравме во Скопје. Првично бевме на фестивал во Букурешт, во Романија, кој што е еден од поголемите фестивали за улични живи статуи, тоа е еден буквално музеј на живи статуи. И оттаму ни кликна нешто дека и ние можеме да направиме таков вид на уметност овде во нашиот град. Имаме и прекрасни видеоинсерти од кои ќе видиме всушност како изгледа самиот фестивал на живи статуи. Споменавте во 2017 година се организира првиот меѓународен фестивал на живи статуи и тоа Урбан Фест, додека истата година во Гевгелија во организација на Театроск се одржува и вториот меѓународен фестивал на живи статуи и овој пат именуван како Статуа Фест. Од тогаш до денес, кога се наоѓаме пред 6-то издание на Статуа Фест, колкав е предизвикот да се биде организатор на еден ваков фестивал кој речиси единствен од ваква природа кај нас? Исклучително тежак, од причина што е еден многу уникатна неспецифична уметност. Тешко одеше убедувањето колку е потребно да се направи еден ваков фестивал во нашиот град. Понатака, тука нели ги имаме институциите од кои што секако мора да добиеме поддршка за да се случи еден ваков вид на фестивал, што и тоа е еден тежок пристап и тежок начин на издействување на средства кои што ќе го возможат фестивалот. Понатака, откако веќе ќе добиеме подлога за да може да се реализира фестивалот, оди реализирањето на идејата. Тука стварно почнува борбата, во смисол каде да се одржи фестивалот, дали е погодена локацијата, да се регрутираат артисти, понатака кои артисти, од каде, дали да бидат само од Македонија, дали можеме да ги привлечеме од интернационално ниво, значи да дојдат во нашиот град, така што е еден исклучително тежок процес, меѓутоа ние не се откажуваме и понатака ќе продолжиме со реализација, затоа што видовме дека она што ние го правиме навистина им се допаѓа на публиката, освен на публиката и на младите артисти кои што се почесто и почесто стануваат дел од театроск. Од театроскиот самиот настан. Навистина уникатен настан кој што особено привлекува внимание меѓу граѓаните. Годинашното 6-то издание под мотото Танго на улица 3 дена ќе промовира уличната уметност во главниот град и уметноста на живите статуи. Каква е агендата за годинашното издание?
Оваа година ќе имаме македонски артисти, односно ќе се промовира македонската продукција. Оваа година решивме да се посветиме исклучително на живите статуи и дополнително имаме една пантомимна представа, или исто така нетипична за нашиот простор. Исто така посетителите кои што ќе бидат дел од овој фестивал, сакам да знаат дека можат слободно да бидат во интеракција со самите живи статуи, односно. Тоа е особено важно. Да, тоа е една од целите. Имено ако добијат понуда од некоја жива статуа да изиграат танго, секако да не се стегаат, туку да бидат слободни да ја прифатат и да изиграат танго. И секако во позадина ќе оди танго музика. Меѓутоа фокусот оваа година е на живите статуи и на пантомимната представа. Ги споменавте граѓаните, она што ме интересира е каков е интересот кај граѓаните и какви се реакциите од минатите изданија од една страна, од друга страна каков е интересот па кај артистите да бидат дел од еден ваков настан. На почетокот кога го поставивме фестивалот, бевме во една дилема како ќе биде се тоа прифатено овде кај нас, затоа што пак нели е нешто нетипично, не секојдневно и не знаевме како би реагирале луѓето. Но на наше позитивно изненадување имаше одлични реакции и по завршувањето речиси на секој издание на Статуа Фест, секако од публиката ни стигнуваа прашање кога повторно ќе биде наредното, што нас ни е еден дополнителен мотив за да ги реализираме следните изданија на Статуа Фест и да размислуваме во таа насока. Кога станува збор за младите артисти, ги има во се поголем број. Тоа нас многу ни значи како изражение. Да, дури и не ни мислевме дека ќе пројава толку голем интерес, затоа што сепак станува збор за улица, а улицата нема правила и е многу тешко да се маневрира на самите тие места. Меѓутоа, од година во година интересот расте и секако сите млади актери кои што сакаат да бидат дел од театрот, можат слободно да ни се обратат, а ние ќе најдеме начин како да ги втемелиме во се она што го правиме. И токму една млада и талентирана актерка имаме и во студиото 3 на македонската телевизија. Енџи, ова е ваше прво искуство на Статуа Фест во Скопје. Имаше ли воопшто дилема кога ви понудија учество на фестивалот и каде го гледате предизвикот во овие фестивали на улична уметност? Ова беше одлична прилика за мене и да, како млада актерка, ова навистина многу ми значи, затоа што ова допринесува дополнително себе истражување, ако сакаме да растеме, да созреваме и да видиме некој прогрес или кај нас или пак во целина, тогаш ова е навистина одлична прилика. Искрено, моето прво искуство беше минатиот месец, како дел од програмата на фестивалот за монодрама во Битола. Сплет на околности настана тоа да биде моето прво искуство. Беше одлично, ова беше моje прво искуство вака на улица. Реакциите беа одлични, иако со оглед на тоа дека ова беше нели прво моje искуство, на почетокот имаше малку дилема дали ќе биде, како ќе биде, но затоа во овој случај се многу битни соработниците. И воопшто, што и да работам, многу поважни ми се соработниците, затоа што од таму произлегуваат идеите, предлозите, желбата за работа, креативноста и нормално храброста за да се види, да се постави на поинаква целини како тоа би изгледало. Да, секогаш кога го имате вистинскиот тим зад себе, тогаш успехот е загарантиран. Колку овие настапи на отворено, на улица, во најнепосреден, најдиректен контакт со граѓаните се разликува од оној на кој што претходно сте навикнати, да речам, на оние штици театарски кои што живо значат? Се разликува, многу се разликува, затоа што овде имаме еден многу поинаков простор. Кога одиме во театар, ние сме свесни и како публика и како актери вака на сцена дека сега се наоѓаме во театар. Овде е многу интересно тоа што има најразлични реакции. Реакција имаме од една страна дали ова навистина е кукла, статуа или што и да е, или жив човек, а од друга страна има и многу позитивни реакции. Еве, например, последната од Бања Лука, тоа беше една многу интересна реакција на едно многу малечко девојче кое што сакаше да ме однесат со родителите дома, затоа што беше убедена дека ова е кукла и сега ќе ја носи дома да си игра.
тоа беше една многу интересна реакција и тие реакции поточно од најмладата публика кои што стварно навистина значат. И верувам дека е потребно многу внимание и концентрација за да се остане имун, а да не се изреагира токму на таквите реакции, особено кога доаѓаат од најмладите кои што се навистина симпатични. Да, затоа покрај креативноста потребна е навистина психичка и ментална стабилност. Добра подготовка пред самиот акт. Активни сте преку целата година. Годинава фестивалот на монодрама во Битола беше збогатен и токму со програма на Широк сокак, со учество на актериот Сатоа Фест. Гледачите можеа да ги погледнат оние фотографии во текот на разговорот, кои што беа токму од Битола, од Широк сокак. Какво искуство беше ова за вас и како помина оваа соработка? Прекрасно. Исто така едно неочекувано позитивно искуство и реакции од битолчани. Навистина одлично беа прифатени сите живи статуи кои што настапува и таму и буквално Инстаграм и останатите социјални мрежи беа преполни со фотографии. Па можам да кажам дека го живеавме Широк сокак дополнително на она што е активен. За нас беше едно позитивно искуство затоа што и благодарение на овој фестивал луѓето на едно локално ниво, национално ниво дозна и многу повеќе за театроск. И од тогаш имавме многу повеќе побарувања и понуди за настап, односно она што се случуваше на Битолскиот фестивал, навистина нас како театрас многу ни значеше и сите оние актери кои што беа таму со себе понесоа едно позитивно искуство, вклучувајќи и Енџи, така што се надевам на дополнителна соработка и во Битола. Во наредниот период и годините кои што следат. Енџи, споминавме дека целиот процес не е нималку едноставен. Она што ме интересира е како се подготвувате пред настапот и на што најмногу треба да се работи пред еден акт. Она од што јас тргнувам и она што е моето видување е дека ние како актери што ни е познати што го знаеме дека треба да се загрееме физички, психички и потоа веќе кон она што ни уствари нашата тема на актот. Така да, потребна голема концентрација и физичка стабилност, но исто така и психички за да можеме да го издржиме сето тоа, а сето тоа се издржува затоа што реакциите од минувачите се многу интересни и времето многу брзо поминува. Театроск има богата историја на учество и на престижни европски фестивали, меѓу кои најпрестижниот во Европа, оној во Австрија. Како таму се гледа и се вреднува уличната уметност? Што од нивното искуство можеме тука да пренесеме? Уличната уметност во Австрија конкретно, па и во останатите поголеми европски земји е на високо ниво. Таа се вреднува и се почитува подеднакво како и останатите уметности. Не од страната затоа што е улична уметност, напротив и се дава многу големо значење и многу голема посвета од страна и на оние кои што организираат улични фестивали, но оние кои што ги потпомагаат, односно институциите, државните институции, и од страна на публиката. Во Австрија имаме учествувано 3 пати поред во Линц. Оно што можеме ние да го донесеме од таму, барем се трудиме колку што можеме, некој минимален дел, подигнување на нивото на ваквиот вид на уметност и секако на културата и поставеноста кон ваквиот вид на уметност. И секако и ние се трудиме и сакаме Скопје да стане дел од светската културна мапа на вакви настани, како што е исто така и Линц. Да, впрочем и едукацијата за уличната уметност е она на што треба да се работи кај нас. Да. Покрај Европа на мапата на меѓународни учества на фестивали, неизбежни се оние и од регионот, да ги споменеме. Тука е Црна Гора, Хрватска, Србија, Словенија и последно, и би рекол најсвежо во низаде, токму учеството на фестивалот за улична уметност Тротоарт во Бања Лука. Како се случи оваа соработка? Со какви импресии се вративте од таму? Имено кога веќе се настапува по најразлични фестивали низ Европа, контактите се шират помеѓу учесниците и помеѓу организаторите. Неретко се случува и организаторите на најразлични фестивали да бидат гости на одредени други фестивали и секако кога ќе те видат како работиш и кога ќе им оставиш позитивен впечаток, потоа самите те бараат. Или врз основа на препораки. Така се случи и овој пат со контактот од Бања Лука. Остваривме соработка и лесно се договоривме. Така што од Бања Лука имаме само позитивни впечатоци. Имаше
премногу луѓе и публика. Чинам беше ова прво издание. Прво издание, да, и имајќи предвид дека е прво издание, реакциите од самата публика беа одлични. Ние настапувавме 2 дена, меѓутоа дури кога се вративме имаше и коментари помеѓу нас артистите дека ни фале уште денови да останеме таму, што беше убаво. И веќе склучивме еден меморандум за соработка со Бања Лука и со Тротоарт и таа соработка ќе продолжи во иднина. Инџи, кога е уличната уметност во прашање, како ве доживува домашната, како публиката од надвор? Може ли да се направи некаква паралела? Па вака, со оглед на тоа што веќе ги имате и двете искуства, и од дома и од надвор. Да, но сепак еве јас сум нова, па битолската публика беше одлична. Бања Лука се разбира дека беше уште едно позитивно искуство. Искрено би сакала да видиме како, тоест јас да видам како ќе биде и со скопската публика, па после скопската публика најверојатно би имала целосен впечаток, затоа што скопската публика некако бидејќи на домашен терен, мислам дека сепак би имало без разлика не се добри коментари и реакции, но одлично е. Искрено големо благодарам до организаторите, до Милена и до Воја, затоа што како млади артисти навистина дават голема поддршка и има навистина што да се научи од оваа сфера од уметноста. Обично секогаш артистите почнуваат од домашен терен, но во вашиот случај беше малку опратно. Најпрви да речам во Битола, потоа на меѓународен терен, па трето, па Машко, како велат. Ќе видиме, ајде. Ќе видиме, печатоците какви ќе бидат по скопскиот настап. Милена, кои се очекувањата од 6-тото издание на Статуа Фест? Какви пораки ќе бидат испратени од истото и зошто граѓаните од 23 до 25 јуни да бидат на Јадран сквер во Скопје да ги поддржат артистите кои што ќе бидат дел од 6-тото издание на Статуа Фест под мотото Танго на улица? Целта на ова 6-то издание е зголемување на интеракцијата помеѓу публиката и живите статуи. Овој пат публиката ќе може баш одблиску да се запознае со живите статуи. Некои имаат и дилема дали треба да ги допрат или не. Ќе биде ли дозволено? Овој пат да, меѓутоа само ако играа танго. Во други ситуации не. Целта е односно сакаме да прикажеме дека за танго не се потребни двајца, значи дека еден може да изигра танго ако знае како да се забавува. Затоа ги повикувам сите граѓани да дојдат на сквер Јадран, да се забавуваат и со себе да понесат едно магично несекојдневно искуство. Благодарам за денешното гостување. Уличната уметност на секаде во подем. Се надеваме дека и кај нас ќе воспоставиме на таква традиција, па еве ветер во грб нека биде токму и овој фестивал, овие фестивали на улична уметност, како што е Статуа Фест, кој што би рекол дека станува традиционален конкретно за нашата земја. Многу ви благодарам за дадениот простор и време и поддршката медиумска што ни ја давате. Да, сето она што има значење, секако ќе има и свој простор во утринската програма на Македонската телевизија. Остануваме ние понатаму ваша медиумска поддршка. Ви благодарам. Благодарам.